Почитувани, добра вечер. Гледате уште една анализа на телевизија 24. Есенскиот бран на корона пандемијата е во полн замав во земјава. Бројките бележат црни рекорди. Полека Македонија се наближува до 1000 заразени на ден, а огромната смртност никако не стивнува и земјава останува да биде при врвот во светот со земји со најголема смртност. Денеска се одржа и Совет за безбедност кај председателот Пендаровски. Од денеска на сила стапуваат и нови мерки за борба против пандемијата. Се воведува носење на маски на отворено, се забранува на групирање на отворено после 22 часот на повеќе од 4 лица со доста високи казни. Како ќе помогнат овие мерки и како се спроведува досегашната стратегија за борба против пандемијава во земјава е една од главните теми за која вечерва ќе разговараме со нашите гости. Тоа е Солза Грчева, председател на Глас за Македонија. Добра вечер. И Павле Богоевски, поранешен пратеник. Добро вечер. Инаку Грчева исто така поранешен пратеник, поранешни колеги во Собранието. Грчева, почнуваме со вас. Како што кажав, од денеска има нови мерки за борба против пандемијата. Ке треба да се носат маски на отворено. Кажавме, се ограничува дополнително работата и на локалите до 22 часот. Има нови мерки против групирања. Како вие мислите, вака една почетна оценка, како овие мерки ќе помогнат да се справиме со овој огромен есенски бран? Прво мислам дека подобро нешто од што ништо. Требаше некои мерки да бидат донесени, бидејќи евидентно, како што кажавте, поготово смртноста кај нас е исклучително висока. Но она што поразува не е само смртноста. Ако ги погледнете бројките, ние имаме меѓу земјите со најголем број на заразени на милион жители. Тоа е уште пострашна бројка, бидејќи потенцијално тие луѓе може да се разболат и да умрат. Денес видов и се уверив дека мерките не се почитуваат, значи за носење на маска на отворено. Кај нас, знаете, можете во политичко предизборие да снимите 500 спотови прескапо платени, но не се направи никој одговорен во државава да сними спотови што ќе одат од време на сите телевизии и ќе им кажат на луѓето што значи носење на маска, кои што ќе им укажат дека маска под нос не се носи, под брада никако и така натаму, дека не се разговара на отворено со мобилен телефон без маска и така натаму. Ова со кафулињата, знаете, е многу чудна мерка, заради тоа што испаѓа дека на улица вие треба да носите маска, слободно ќе се извадите маската кога сакате да влезете во кафули и да пушите. Значи, едни мерки кои што се исклучително лабави. Не верувам дека ќе постигне инспекторатот да казнува и да ги имплементира овие мерки. По мене многу по-добри мерки би биле фокусирани мерки, какви што има во полно држави. Што значи тоа? Значи, го наоѓаме најпотенцијалниот ризик, го лоцираме најпотенцијалниот ризик, оној што носи најголема опасност и таму реагираме. Пример ќе ви кажам, најпрост. Например, ако е забрането да навечер младите се собираат во кафулиња, тие секако ќе се собираат во градскиот парк покрај кој јас живеам. И ги гледам, групи на млади кои што пијат од исти шишиња и така натаму се групираат цело време. Па тогаш тој парк треба да биде затворен за пристап после, да речеме, 6 часот попладне. Или, ако младите си најдат свој начин за, знаете, за разонод и за дружење, за социјализирање на водно, ќе се постават неколку коли на приодите на водно и нема тоа да биде дозволено. Не сметам дека ние спремни го дочекавме овој бран. Овој бран беше очекуван и ние го дочекавме тотално неспремни. Дали сакате во јавното здравство, дали сакате образованието, гледате, секој ден нови диагностицирани има. Ние можевме слободно, наместо таа онлайн настава, како Саглам би рекла земи, да организираме и настава во живо, во колку на време. Спремевме најевтини плексиглас, паравани за учениците, доколку воведевме 3 смени во секој училиште,
во колку ги побаравме да се активираат оние учители што седат дома со договор на дело, да ги активираме. Значи можевме комбинирана настава да направиме, бидејќи онлайн наставата секаде во светот се покажа како неделотворна и така натаму. Значи, целокупната немоќ за една организација, за едно здраво работење, за размислување, за копирање на успешни модели, го промашивме. Да, добро, да видиме добро. сега што ќе дадат овие мерки, но мислам дека после ова ќе уследи и нов сет на мерки. Да, за дел од работите кои ги кажавте ќе разговараме подетално. Богоевски, дали вас ви се чини дека стратегијата на државата за борба против коронавирусот делува, дали е добра во овој момент, пред се поради новозаразените, но и поради ова што го кажавме, доста високата смртност? Прво, очигледно е дека резултатите можеле да бидат многу подобри, но тоа што би сакал да го потенцирам е да бидеме многу внимателни кога ги анализираме причините за тие резултати. Би сакал само да повторам една реченица што беше денеска кажана од председателот Пендаровски, а тоа е дека во нашата држава не постои мерка која што е препарачена од Светската здравствена организација или пак мерка која што се применува на територијата на друга држава, а со сигурност има даено позитивни резултати, која што ние не ја применуваме. Односно, од аспект на мерки, буквално целиот арсенал кој што не бил на располагање и за кој што е покажано и докажано дека има резултати, е применат. Ама, и овде би се согласил со професорката, тоа што кај нас фали и тоа што е повеќе од очигледно е дека едно е да ги имаме мерките, а сосема друго е да обезбедиме еднаква примена, односно доследна примена на тие мерки. И се поставува прашањето кога ќе биде почитуван. Сега би се навратил само на изречената мерка полициски час, која што ни беше. Да, беше изречена мерката полициски час, да, времено се намали бројот, но тој број не остана мал. Продолжи да расте во првиот момент на ослободување на мерката полициски час. И сега ќе се го поставиме прашањето дали сега би требало да примениме мерка полициски час. Таква мерка кога се применува треба да биде ужасно времена, поради ефектите кои што таа мерка ги има врз останатите процеси во општеството, економијата, меѓучовечките односи и така натаму и така натаму. И сега за да ние се одлучиме за примена на полициски час, треба да имаме краен датум кога можеме да очекуваме дека ќе заврши кризата. Односно да знаеме кој е периодот во кој што би било ефективно ние да го спроведеме полицискиот час и после тоа да очекуваме дека резултатите кои што ќе бидат постигнати во тој полициски час ќе бидат трајни. Ние немаме датум за завршување на оваа криза, за жал. Се уште немаме догледен датум. А информациите кои што стигаат дека ќе има вакцини достапни од тогаш, нова година од пролет, ја се уште ги земам на ниво на шпекулација и здравството ги третира како такви. Па поради тоа полицискиот час, да речеме, не би бил адекватна мерка. Дополнително поради фактот што сите мерки ниско се почитуваат, вклучувајќи и мерката полициски час кога беше изрекувана, бевме сведоци на фотографии од нокни собирања, бевме сведоци на видеа на социјалните мрежи од луѓе како ги прекршуваат полициските часови. Па се покажа дека со најрестриктивните мерки пати економијата, но исто така патат и само граѓаните кои што доследно ги почитуваат тие мерки. Поради тоа претпоставувам дека пристапот кој што се користи при дефинирањето на овие мерки е ставањето на она што е апсолутно минимум потребно за да се обезбеди заштита и оставањето на остатокот да биде на свеста на широкото население. Поради тоа се повторуваат тие три работи кои што се сметаат дека се клучни за ефикасна превенција на заразување од контрола, односно носење маски, одржување дистанца и постојана дезинфекција или миење на раце. Па ако тргнеме од таа перспектива и ако ги анализираме и другите аспекти од меркиве, ќе видиме дека не се баш така сите контрадикторни или неосновани, како што на прв поглед изгледаат. Ќе се навратам само на последното што беше кажано, односно коментарите за моделот на образование, односно воведувањето на плексигласи и така натаму. Сегашниот метод на обезбедување заштита на учениците е носење маска 24 часа додека се во самите училници. Плексигласот не нуди дополнителна заштита, освен ако не ги ставите во цела кутија, доколку децата си носат маска. Значи, повторувам, не е прашање на ригорозноста на мерките. Прашање е на доследноста на нивната примена. Исто ќе се вратам и за кафулињата. Да, прво би сакал едно мало потенцирање, значи не е забраната за групирање повеќе од четворица само во кафулињата навечер, туку се однесува и на јавен простор и не се однесува само на младите, туку и се однесува и на многу повозрасните. И овде би сакал да разбијам еден мит, а тоа е дека младите со своето однесување се најнеодговорни. За жал, во последно време јас се сретнав со многу повозрасни луѓе кои што едноставно не веруваат дека короната постои. Ама па затоа веруваат во бајачки, селители, лекувачи и така натаму.
Односно, сакам да кажем дека не треба да ги вперуваме прстите во било која поединечна група, туку треба да сватиме дека сите како население во оваа држава не обезбедивме доволна примена на мерките кои што се бара од нас за бројката да биде пониска. Исто ќе се вратам и на кафулињата, четворица на една маса и така натаму. И зошто тие луѓе не би требало да носат маска, односно согласно меркиве не носат. Значи, предпоставката е дека тие кафани, тие училишта, тие кафулиња, местата каде што се дозволени собирања на повеќе од една, повеќе од двајца, како што е и ова студио, предпоставката е дека тие се контролирани средини. Односно, дека во кафулињата е обезбедена дистанца од 2 метри помеѓу луѓето кои што седат, дека во студиото, како што е тука обезбедено, е обезбедена дистанца од 2 метри помеѓу луѓето кои што седат, доколку некој не носи маска и повеќе од 2 метри дистанца и така натаму. Значи, повторно, не станува збор за типот или фокусираноста на мерката, како што станува збор за нивото на нивната примена. Сега, исто така треба да се признае и фактот, значи, откако го зборувавме ова, треба да се признае и фактот дека нашиот здравствен систем прашање е дали е способен да се справи целосно со новиот бран и со стрмноста на новиот бран со која што се соочуваме. Министерот за здравство веќе, мислам дека денеска имаше изјава дека капацитетите во одредени болници се скоро полни, дека многу скоро можеме да очекуваме дека ковид пациентите ќе бидат препраќени во други институции кои што досега не биле предвидени за таква намена. Значи, едно е дали мерките биле соодветно смислени, друго е како биле имплементирани, трето е колку ги почитуваме, а сосема четврто е како нашето здравство се справува и колку му се капацитетите, ама од самиот почеток, од страна на надлежните власти, беше укажувано на ограничените капацитети на нашиот здравствен систем и беше укажувано дека токму поради тие ограничени капацитети, нашата свест како население е клучна во борбата против целата пандемија. Да, добро, ова што го кажате на крај, сакам со тоа да продолжиме. Тоа едно, знаете, многу често зборуваме за одговорноста на граѓаните, за почитување на мерките, за нивната неодговорност, но мислам дека тоа не е една специфика која е само за Македонија, ми се чини дека тоа речиси така во цел свет. И сега тоа можеме да го земеме како една константна, тоа е тоа. Сега ние зборуваме за домашната работа која треба да ја направат надлежните, за нивниот дел од работата. Еве конкретно за здравствениот систем. Дали во здравствениот систем е доволно, дали се направи се што може да се направи за да се подготвиме за овој есенски бран? У смисла на капацитети, не само просторни капацитети, пред се во кадар. И сега знаете како е најчестата критика, па како да измислиме инфектолози. Но знаеме дека има начини да се зголеми тој кадар, постојат начини, постојат методи. Дали мислите дека се е превземено на време? Апсолутно не. И во многу тези не се согласувам со Павле, каде што топката се фрла кон граѓаните. Тие се такви кои што се, како што рековте, во целиот свет. Ние видовме журки на Флорида, помалку или повеќе, да. Помалку или повеќе, собирање на млади и така натаму. И не е точно дека не треба да се прави дискриминација во цел свет. И СЗО упатува на лошото однесување на младите и ги предупредува дека тие ќе рашират заразата. И бројките сега што ги гледате во цел свет што растат, се благодарение на тоа што целата сите овие богати земји почнаа масовно да ги тестираат младите. Затоа и растат бројките. Бидејќи се види дека младата популација е многу повеќе носител на вирусот од повозрастната, а пак смртноста се намалува затоа што кај нив последиците не се такви страшни како кај повозрастната популација. Не да не направи нашиот систем, туку и прашањето е и друго, колку можеше да направи. Ние 30 години го растураме јавното здравство. Ве молам, значи не е тоа од сега ситуација. И кога вие растурате систематски нешто, тогаш за една година или за пола година не можете тоа така брзо да го средите. Ние имавме јавно здравство кое што вака ги даваше на тацна во приватното здравство, најдобрите лекари, најдобрите медицински сестри и така натаму. Не направи ништо да ги задржи. Ние имавме, можеби единствени во светот, неурологија, пазете, во државни клиники, каде што нема магнетна резонанца. Па јас како пратеник отидов таму кај нив и се жалеа и велеа и апелираа, ве молиме, луѓе со мозочни удари, за кои што за 2 минути им се решава судбината, ги класкаме на носилка преку оние раскапани тротоари до ренге за да ги снимаме.
Значи, нашето здравство е тотално разорено и растурено. И сега во таква една ситуација прашање што можеше на вистина да се направи. Но можеше секако повеќе од ова во колку се фокусира. Каде се тие монтажни болници, не онаа во Скопје да ја спомнуваат цело време, туку на секаде се знаеше дека ова ќе пламне во сите градови. Добро, министерот Филипче вели дека опозицијата го блокирала тој кредит, Светска банка. Да. Што е исто неодговорен чин пар екселанс. Како смеете таква работа да блокират? Исто така, медицински персонал, па тој требаше да се обучи и сите студенти од 5-6 година веќе требаше да бидат обучени. Знаете, многу работи. Фалеа маски во аптеките и сега фалат. И сега N95 понекаде веќе снемува. И ке снема, во Бугарија веќе нема N95 маски. Фалеа средства за дезинфекција. Фалеше една базична информираност на граѓаните. Знаете, нема да дозволам јас како хистерија да се зборува за тоа дека ова е некое супер сценарио, планетарно сценарио, каде што некој сака да се збогати, сите други да умреме и така натаму. И против тоа се води пропагандна војна. Се разбира со едукација, со посочување на тоа за каква болест станува збор. Значи, постоја механизми за борба против короната. Јас не е да не верувам на знаењето на Комисијата за заразни болести. Тоа се сепак видни наши имиња, може би некои се пропуштени, може би и треба да бидат приклучени кон таа комисија. Но мислам дека тука политиката ја прегази медицината и науката. Апсолутно ја прегази. Прагмата преовладеа. До некаде вие морате да барате баланс помеѓу она што значи запирање на економијата и здравјето на луѓето. Мора се најде тој баланс. Напросто е поразувачки низ Скопје кога одам и гледам дека секој петти дуќан работи од оние мали фамилиарни бизниси веќе се испозатворени се на издавање тие сите дуќани. И тоа е страшен еден шок од кој што тешко ќе се опоравиме. Нашето предвидување е многу црно за падот на бруто домашниот производ. Но еден баланс мораше да се направи со еден убав фокус на мерки. И она што го направи Германија, може би единствено од овие земји кој што настрада дебело во Европа, тоа морам да го истакнам тој пример, бидејќи му се восхитувам. Но пазете, Германија начело има една жена, сега тоа да не се свати погрешно, но жена, научник. Напротив, зашто би го сватиле погрешно? Дај Боже, ние да имаме жена на чело на државата. Да, немаме од тој формат човек. Една Меркел која што воспостави систем единствена на следење на куќните пациенти. Така не се преоптоварија болниците. Тој систем на следење го баравме и полно пати апелиравме и како партија. Што значи тоа? Ако јас сум заразена од коронавирус, сум дома, дали сум со симптоми или сум без симптоми, мене редовно ме посетува лекарска екипа, со оксиметар ми ја мери сатурацијата на оксиген во крвта, што е најважен момент во овој случај, најважен, да не ми отиде плуќата и другите органи, и веднаш реагираат со кислород, со се, целата она поддршка која што е потребна. Значи, тој систем на трекинг, на следење, покажа најдобри резултати. И тоа ние можевме и моравме да го направиме. А не да ги оптеретиме болничките кревети за ништо. Пазете, сега доаѓа и сезонскиот грип, која ќе ни се измешаат сите симптоми. Сите ќе трчаме кон болница од едно кивање, од едно кашлање. А видите, немаме ни вакцинација. Вакцинацијата не е почната. А требаше од 1 октомври да почне. Не, каснати вакцините за сезонски грип. Да, па нема и тоа е вакцини, поразувачки. да. И тоа е поразувачки. Дозволивме, се извинувам да довршам, дозволивме недостапност на луѓето на слободно тестирање. Значи има мал број на тестови во јавното здравство, од друга страна енормно високи цени во приватното здравство. Знаете, овде треба солидарност, но за солидарност, знаете, никој не ја покажува своеволно. Тука требаше Фондот за здравство да пресече и да ја одреди цената на тестовите во приватното здравство. Не може во приватна клиника некој што добива исто така сумамет, аспирин и група од витамини да плаќа 10.000 евра за престојот една недела. Значи, тотален хаос се создаде. Луѓето не знаат кај да се обратат и кај да трчат. И други аномали има.
Знаете, не се точни ни овие бројки што се прикажуваат, додека на почетокот на короната имаше строг протокол. Седите во самоизолација кога сте позитивни, но потоа мора да пријавите 2 негативни теста за да можете да функционирате. Сега, меѓу нас се движат луѓе што се практично заразени, бидејќи никој не ги принудува, од кога им помине на решение од 10 дена, да се тестираат. И меѓу нас сега има луѓе што се заразени, асимптоматски и може би никој не докажал дека не ја се шират заразен. Што ако еден ден научниците, еве секој ден откриваат нови работи, кажат, да, и после 3 недели може да се пренесе таа зараза. Да. Значи, многу аномалии, дефекти кои што се и системски дефекти, но богами и дефекти на нашата медицина. Она што кај нас никогаш не добивме одговор, Богоевски, тоа е зошто имаме толку висока смртност. Смртноста навистина одстапува од смртност на околните земји, релативно навистина е висока, немаме, еве, например, баш денеска, случајно видов бројки од Хрватска и од Словенија, има некаде по 2600 и 2800 нови заразени, кај едните имаше 14 смртни случаи, кај другите 15. Значи, кај нас имаме 15 на 600, на 400, на 200, на 300, 20, 22, невообичаено висока смртност, а никогаш не добивме одговор зошто. Министерот Филипче еднаш кажа дека директорите на јавните установи добиле задача да направат анализа зошто имаме толкава смртност, но и таа анализа никогаш не ја добивме и одговорите не ги добивме. Дали клучот лежи во ова што го зборуваме, во јавното здравство, во состојбата на јавното здравство, за тоа како се третираат пациентите, да не зборим за тоа што немаме протоколи за лекување на COVID-19. Вака, прво се разбира дека причината за тоа лежи во здравството, дали станува збор за досегашната ситуација, како што спомнавте, здравството е руинирано од почетокот на основање на нашата држава до ден денеска. А второ, мораме да имаме свест за пристапот до типот на нега кој што се нуди. Колку што ми е мене познато, негата која што се нуди во приватните ординации, негата која што се нуди во јавно здравство, иако таа што најдобро можеме да се пружиме во моментов, не е иста. Па шпекулирам, може би типот на третман кој што се обезбедува преку јавното здравство во другите држави кои што ги спомнавте е од подобриот. Но би се вратил на првичниот проблем, односно немањето на државна политика со која што се ограничуваат цените за третман на ковид во приватните институции. Мислам дека тоа се суштина двете работи со кои што јас не се согласувам со мерките од почетокот на нивното концепирање до денеска. Прво, премногу малото ургирање во капиталот, што според мене требаше да биде многу поголемо, и ова не се однесува само на медицината, туку се однесува и на самите економски процеси. Ама по од друга страна се поставува и ризикот што го имавме со двојното ограничување, односно живеејќи како мала држава, обкружена со држави кои што имаат прилично едноставен и рамен пристап кон доначувањето, давачките и ургирањето во капиталот, ако вие го ограничите капиталот кај вас повеќе, во тој случај стопанствениците само ќе ви го изнесат капиталот од вашата држава во друга, во некоја од соседните држави, ќе ви се дуплира проблемот. Ги немате приходите од ограничениот капитал, воопшто го немате капиталот кој што сте го планирале. А вториот аспект со кој што не се согласувам со постапувањето на институциите од почетокот на концепирањето на мерките е неказнивоста која што постоеше. Значи, тоа што го велите вие, како идете по улица, како забележувате луѓе кои што немаат маски, како очигледно е дека уште од техничката влада, од почетокот на справувањето со кризата, државата зазема пристап кој што денеска предложува дека треба граѓаните да не се оптоваруваат со дополнителни финансиски давачки во ситуација на пандемија. Па претпоставувам дека поради тоа неказнивоста беше прилично висока уште самиот почеток. А паралелно слушаме за изречени мерки, за изречени санкции и така натаму, но сепак сведоци сме нешто сосема друго. Така да мислам дека тие два аспекти се клучни и за високата стапка на заразени, но пред се и за високата стапка на смртност која што имаме. Односно, неказнивост уште од сам почеток при имплементација на мерките и концепирањето на мерките кои што не е конзервативно воопшто, левичарско е, прилично прогресивно е, но според мене треба малку подлабоко да задре во сферата на тоа што значи капитал на сметка на обичниот работник и на неговата заштита, неговата или незината заштита. Или обичниот пациент, ако сакате да кажете. Во една од мерките која е прилично интересна, најмалку гледам дека се коментира, е дека новите законски измени предвидуваат
ако капацитетите во државните болници се исполнат, тогаш пациентите да се лекуваат во приватните болници, но за тоа ќе треба да добијат согласност од Министерството за здравство. Сега, господица Грчева спомна Германија. За Германија, например, таму 80% од здравството е приватно здравство, но за време на ковид пандемијата сите болници се вклучени во лекување на пациенти по цена Таа ургенција на во која капиталот за државното кој што здравство зборам, ја плаќа на државните Така е, болници. така е. И затоа германското здравство е пример во Европа, дури британците отидоа таму да видат, да ги пресликаат искуствата како германците се справуваат. Дали мислите дека кај нас капацитетите на приватните болници требаше многу повеќе да се вклучат и сега еве треба да се вклучат, мислам ако не сега, кога во лекување и дали едноставно треба државата да им плаќа исто како што плаќа на инфективна клиника, да речеме. Треба и треба Апсолутно. исто, па дури и Апсолутно. тоа плаќање треба да се ревидира, дали може да се спушти уште дополнително од ова што е сега колку што им се плаќа, а сепак да биде финансиски исплатливо. Само би сакал, не можеме да правиме споредба од типот на следење на болните и пациентите, не можеме да правиме споредба од развиеност на системот кој што го има Германија и развиеност на системот кој што го имаме ние. Ама пристапот во финансирањето и тоа како можеме и тоа како би требало да правиме споредба, според мене тоа е вистинскиот пристап. Но нашата држава сега оваа мерка која што ја искоментиравте, тој комплементарен третман кон кој што се дополнува, односно ако нашите капацитети не се доволни, односно или се преполнети, тогаш се оди во приватна институција кај што државата го покрива третирањето. Ова е истиот принцип кој што се користи за лекување на одреден тип на болести за кои што нема третман кај нас. Значи нашето јавно здравство, фондот за здравствено осигурување го има следниот пристап при било кој третман на било кој пациент. Прво ќе се обидам да ти дадам во моите јавни капацитети третман. Ако тој третман ти не можеш да го добиеш во моите јавни капацитети, ќе си најдеш кај треба и јас преку моја комисија ќе одлучам дали навистина Да, но, треба тој третман. Ама Грчева, како тоа ќе одлучува? Дано, Грчева, на видите- основа на што? видите На основа вака. на кои параметри Вака. ќе одлучува? Не само тоа, него Тоа е прашањето здравствена се комисија извинувам. чија што цела да се спречат злоупотреби. Да. Ако вие дадете било која здравствена институција да може неограничено да прима пациенти, тоа може некој приватник да си основа здравствена институција и да вели дека третира. Мора да има некој механизам кој што ги гледа објективните факти и вели да, ова е за хоспитализација, ова не. Ама тие објективни факти треба да бидат еднакво применливи за сите. И ова е Зборуваме клучниот. сега за сите оние кои што се за хоспитализација, значи не зборуваме за луѓе кои што не се за хоспитализација, но се плашам кај нас во едно општество базирано не на право и правна држава, туку општество на релации, на врски, кажано, а такво е нашето општество, бидејќи два типа на општества постојат во целиот свет. Таму ќе завршуваат функционери, нивни блиски и така натаму, а повторно обичниот граѓанин ќе оди и ќе се бачи и ќе бара и ќе моли место во јавното здравство, каде што носи од дома перница, од дома греалка, од дома кебе, од дома дури и шприцави. Значи, не можете така. И не само за пандемијава. Треба се направи здравствен систем, како во повеќето западни земји, каде што вие седно дали се лекувате во приватно или во јавно здравство. Услугите ви се исти, освен за крајно нетипични работи, за субспецијалистички некакви интервенции. Но основен сет на болести се лекуваат по иста цена и во јавното и во приватното Да, здравство. Богојовски сакаш да одговори? Ве молам, Многу само да докажам. Не можам јас да прифатам во една сиромашна Македонија да некој си пријавува 120.000 евра плата во тоа приватно здравство месечно. Сега со ковидов ќе пријавува и 500.000 веројатно, толкава пара се слеа таму. А да другиве не можат да добијат основна нега, да умираат на прагот на болниците. Кога е пандемија, како ова, односно кај нас епидемија, требаше таа цена на болниците во приватното и во јавното здравство да се горе-долу нивелира. И кога јас итно вечерта ќе развијам температура и кога ќе се јавам во инфективна клиника и кога ќе речат дека ни во шатор нема место, веднаш да можам да одам во било која приватна болница да добијам каква нега и при тоа да не заглавам, да си ја продадам станот да го продам за да лежам таму една недела. Значи ова е тотална неодговорност, тотална немоќ. Ова го има цела Европа. Зашто ние зборуваме тука? Значи ние станавме најраслоена држава.
тогаш која е смислата за постоење на социјална држава ако не можеме во епидемија, една страшна и стравична, да го принудиме тоа приватно здравство да работи со нормални цени кои што ќе ги покрива фондот. И не може фондот мене да ми пријавува дека еден тест, најскапиот германски тест, кој што чини $20, таму да се наплаќа по 4, 5, 6 илјади денари. Значи, тоа е апсолутен криминал, апсолутен криминал. Знаете, тоа се случува во Америка, да речем. Во Европа не. Во Америка се случува, луѓето се тестираат и не знаат колку ќе им наплатат за тестот. Од $100, па имаше случаи до $6.000 која се во неволја да им се наплаќа тој тест. Епа, извинете, ама 2 милиона жители сме. Можевме да организираме многу подобро еден систем кој што ќе работи стабилно. Да, Боговски, имавте одговор, да. Да, само сум би сакал кратка реплика, значи малку ми е збунувачки бидејќи за многу различни работи разговараме. Прво и тоа што би сакал да кажеме дека за огромен дел од нив се согласувам со вас. Тоа што не се согласуваме е начинот на кој што ги спојувате различните работи и политичките конотации кои што произлегуваат од тоа. Прво, дали разговараме за здравствен систем во нормални услови или разговараме за здравствен систем во услови на корона, бидејќи во текот на дискусијата ни се мешаат работи. Ако зборуваме за стабилност и начинот на кој што треба да биде поставен здравствениот систем во нормални услови, целосно се согласувам со вас. Тоа што не се согласувам е моето мислење дека ова Министерство за здравство има направено исчекори кон таа нормализација како што ретко која влада претходно ги има направено. Ако зборуваме за здравствен систем во услови на корона, се разбира дека можело да биде подобро. Поготово по-свестом ако земеме да анализираме, секој може да најде милиарда грешки, забелешки, мерки, мислења различни и така натаму. Но на крајот на денот ова е пандемија во која што предизвиците од ден за ден се менуваат. Вие пред малку прашавте дали сме требале да бидеме поподготвени, дали можеби мобилните болници, спомнавте вие, да не бидат само во Скопје, туку да бидат и во други градови. Ние имавме пораст на бројот на заболени 4 струка во рок од една недела, во рок од 10 дена. Тие околности се толку брзо променливи, што дури и да сакате најдобро намерно да ги покриете ризиците, не можете сите ризици во исто време да ги покриете. И ако инвестирате, само ако може да ја завршам поентата, и ако инвестирате во едниот, некои од другите ризици, менаџирањето со некои од другите ризици ќе ви фали, ќе ви биде недоволно. И на крајот на денот, тоа што го спомнавте, социјалните слоеви во нашата држава. Да, за жале, социјалните слоеви во нашата држава се повисоки од кога било претходно. Не сум информиран за движењето на разликите во примањата последните 2 години, но допред толку ние бевме една од државите во Европа со најголеми разлики помеѓу просечна плата и сумата која што ја заработуваат најбогатите. Ама проблемите и начинот на кој што тие проблеми треба да бидат таргетирани, бара многу посистемски пристап. И има за мене како за социјалдемократ има една работа што ја наоѓам како можеби позитивна во цела оваа ситуација, што не само во нашата држава, туку во целиот свет се покажа дека моменталните односи на капитал версус работник се неодржливи, поготово во ситуација кога тој работник и тој човек треба да биде заштитен. Значи, оваа криза може да биде почва за светско редефинирање на тој тип на односи. Ама ние како држава 2 милиони граѓани, како држава обкружена со држави кои што имаат поинаков пристап кон пазарот и предприемништвото, мораме да бидеме свесни дека ефективноста на тие мерки кои што ќе ги превземаме многу ќе зависи од тактичноста, одмереноста и осмисленоста на истите мерки, но и од расположението на нашето обкружување. Па поради тоа, со предпазлива оптимистичност би пристапил кон редефинирањето на овој тип на односи. И кога зборуваме дали можело да биде подобро, дали требало да биде подобро, да, требало, да, можело. Но ние живееме во една таква валка на политичка реалност, каде што имате најголемата опозицијска партија како 2 недели блокира пакет мерки кои што се итни за политички поени. Ние имаме реалност каде што технички министер за внатрешни работи јавно кажува дека нема да ги санкционира тие кои што ги прекршуваат овакви. Кој ги санкционира еве сега? Го нема, да заборавите го техничкиот министер. Зборував за неказнивоста преска, тоа ми е еден од основните проблеми. И таа неказнивост не почна од техничкиот министер за внатрешни, веднаш ќе ви кажам. Таа неказнивост почна од другите субјекти во владата. И после тоа продолжи. Немојте ме сватите погрешно, не сакам да бранам еден или друг или трет. Тоа што сакам да го кажам е дека сегашната ситуација е толку комплицирана состојба во која што сите ние за жал имаме удел.
и дека треба Така е, тоа е точно. треба да одлучиме дали ќе се фокусираме на надминување на овие пречки или ќе се фокусираме на вперување прстови и ревизија на работи кои што биле одлучени во моментални околности, во ситуации на високи ризици и во ситуации кога морало да се превземе нешто, макар и таа мерка после да треба да ја коригираме. Да, добро, мораме да направиме Јас кратка не пауза сум за... толку толерантна после вакви смртоносни бројки и бројки на заразени, секако дека морало и можело да се Времето направи за вина повеќе. треба да дојде по решавање на ризикот. Мораме да направиме кратка пауза за реклами, се враќаме брзо во студиото, продолжуваме со проблемите околу Бугарија и евентуалното блокирање од страна на Софија и последните информации дека наводно има некое решение според кое македонската страна треба да признае дека македонскиот јазик потекнува од бугарскиот. Останете со нас, се враќаме брзо во студиото.